Поголемо трпение, промена во начинот на испрашување и толеранција кај наставниците за поголеми успеси кај децата со дислексија. Според представниците од Сдруженијето за дислексија Ајнштајн, наставниот кадар, дури и стручните лица како дефектолози и логопеди, немаат доволно познавања за оваа состојба стекнати во своето образование. Потешкоти и во читањето, често пишување на буквите наопаку како да се гледаат во огледало, неможност за следење на секвенци, решавање на математички задачи, а во исто време, во најголем дел се работи за деца со надпросечна интелигенција. Ова се само дел од најпрепознатливите симптоми на состојбата наречена дислексија. Иако за неа не постојат направени истражувања во земјава за тоа колкав број од децата се носители на оваа состојба, сепак според помали истражувања направени на ниво на град Скопје во средните училишта, се дошло до релативна бројка од 17% од сите деца. Иако со толкава застапеност, сепак во Македонија ниту дефектолозите и логопедите кои се стручни по слични тематики, ниту пак родителите кои имаат деца со дислексија, немаат доволно информации за оваа состојба, ниту пак како да се справат со неа и да им помогнат на децата. За родителите многу тешко, значи да работат со децата со дислексија, бидејќи тие во принцип се најчесто и со надпросечна интелигенција и не само тоа, туку премногу интуитивни и емотивни и едноставно тие ги читаат емоциите на родителот. И кога вие како родител, ако работите со дете со дислексија, кога гледате дека тој се труди, а не може да постигне, не можете како родител да не реагирате внатрешно на тоа. Детето едноставно ќе знае и тоа никогаш нема да сака да ги покаже своите слабости пред родителите. Во принцип тие се многу амбициозни и перфекционисти, а не може да го постигнат тоа, така да најголемата опасност е создавање на големи фрустрации и губење на самодовербата кои понатаму може да имаат влијание на емотивниот развој на детето. Денес во Охрид на посета беше Сдруженијето за дислексија Ајнштајн, кој одржаа семинар за заинтересираните охриѓани, родители, наставници, дефектолози, токму на темата дислексија, пристап, форми и методи. Има еден момент каде што наставниците очекуваат дека со овие семинари ќе бидат обучени за дислексија. Ние како здружение, нити било кој во Македонија, таа обука не може да овозможи. Ова е едукативен, информативно-едукативен семинар, каде што ние им кажуваме на наставниците што всушност они може да превземат со учениците, затоа што со дислексијата се работи еден на еден. Еден наставник не може да го посвети целото внимание на еден ученик кој што има дислексија. Меѓутоа ситни се работите кои што наставникот може да ги примени, а кои што се од многу големо значење за овие деца и ќе им биде од многу голема помош. Славица Тасевска-Николовска, која покрај тоа што е лиценциран тренер за корекција на дислексија по познатата метода на Рон Дејвис, таа воедно е и родител на дете со дислексија. Таа смета дека наставниците со сосема мали промени во своето однесување може да им помогнат на децата кои имаат дислексија, покажување на поголемо трпение, толеранција, промена на начинот на испрашување. Сепак потенцира дека доколку степенот на дислексија е поизразен, тогаш неизбежно е да се работи еден на еден, односно еден тренер со едно дете. Инаку денешниот семинар во Охрид е прв од ваков вид во нашиот град, а во изминатиот период Сдруженијето за дислексија Ајнштајн вакви семинари одржало и во Скопје, Битола и Прилеп. Инаку важна информација за дислексијата е дека тоа не е болест. Децата со дислексија најчесто имаат надпросечна интелигенција и се верува дека во најголем дел е од наследен карактер. Како некои од најпознатите светски личности со дислексија може да се набројат гениалниот физичар Алберт Ајнштајн, актерот Џим Кери, боксерот Мохамед Али, кошаркарот Меджик Џонсон и уште многу други.